Добро вечер, почитувани слушатели, кои што се разбира и благослов Божи до сите оние кои што оваа вечер ќе ја слушаат емисијата Гласот на вистината. Почитувани слушатели, ве поздравувам во името на Господа и сакам да ви посакам Божи благослов и навистина убаво е што навистина можеме сепак покрај сите наши обврски, покрај сето наше време, кое што, е зафатено, живееме во еден живот каде што навистина многу малку време располагаме поради сите наши обврски и грижи кои што ги имаме. Но сепак времето во кое ние живееме денеска е време кое што Господ ни го подарил заради неговата благодат и милост. И навистина Господ заслужува благодарност за сето тоа. Да му благодариме секојдневно затоа што можеме да го видиме секој утро и секоја вечер. Затоа што тоа што можеме да го видиме, тоа што го проживуваме денот и ноќта се по благослов и милост Божја. Почитувани слушатели, навистина изминета уште една седмица. Сепак, како што кажав, по волјата Божја. Затоа што она што денеска се случува во светот, сепак Бог ги има во своји раце сите настани. И нека биде навистина неговата волја, не нашата. Нека се свети неговото име и нека дојде царството на овој свет. Нека биде проповедено Евангелието, за да можат луѓето навистина да поверуваат во Спасителот. Затоа што, почитувани слушатели, волјата на ѓаволот е да не одвои од Бога, да не одвои од нашиот Спасител, од нашиот Господ. И тој прави многу денеска реклами за кои што денеска човекот не е ни до таа мера свесен дека на еден начин некој од нас ја исполнуваат волјата на ѓаволот и се дел од неговата програма. Затоа многу е важно да се чита Библијата и ќе се откријат сите овие нешта. Поточно ќе можеш да ги видиш сите овие нешта и да сватиш или ќе сватиш дека си дел од таа програма која ѓаволот ја нуди. Зошто? Затоа што многу малку време му останува, така вели Библијата, многу малку време му останува. Тоа малку време ниту тој самиот го знае, ниту никој не знае за тоа време, освен Господ Бог кој го твори небото и земјата. Но оно што е многу битно и многу важно, оно што нам ни е запишано во Библијата, дека Бог сака да луѓето се спасат, а не да изгинат. Не да завршат во пеколот. Волјата Божја не е човекот да заврши во пеколот, туку волјата Божја е тоа да човекот се врати во таа првобитна состојба и повторно да може да владе, да господари со сите оние привилегии кои што ги имал и му биле дадени, се разбират од неговиот Татко Небесен. Поточно, човекот да живее во присуството Божјо, да биде со Бог и да ја има таа комуникација како татко и син. Почитувани слушатели, зборуваме за Библијата. Исклучиво на оваа емисија ние зборуваме само за Библијата. Така да сите оние кои што сакаат да слушат за Светото Писмо можат да ја слушат емисијата Гласот на вистината. Зборуваме што е тоа што нам ни сервира, што е тоа што нам Библијата ни нуди. Ние зборуваме за Божите понуди. Божите понуди се запишани, се разбира, во Светото Писмо. Но сепак, ние сме тие кои што избираме. Ние сме тие кои што правиме одлука што ќе правиме со нашиот живот. Зборуваме за Светото Писмо. Зборуваме за тоа од колку делови е составено Светото Писмо. И видовме дека тоа е составено од два дела, од Стар и од Нов Завет, кој што Библијата сочинува 66 книги. И затоа се вика Библија. Од грчкиот израз Библос доаѓа изборот Библија, кој во превод би значело книга или збирка на многу книги. Библија значи збирка од многу книги. Од една
книга, туку од повеќе книги иде и овој грчки збор Библос. Библијата е книга на сите книги. Како што многу често пати знаеме да говориме, иако е таа најстарата книга на светот, но сепак Библијата е најактуелната книга. Најсветата книга и Бог е автор во самото, се разбира, Свето писмо. Кога зборуваме за Библијата, ние тогаш зборуваме за добрата вест. Почитувани слушатели, живееме во последните времиња и цело време слушаме за лоши вести, за црна хроника. Скоро да и многу ретко слушниме за една добра и убава вест, за една многу радосна вест. Но кога ќе го читаме Светото писмо, кога ќе ги читаме Евангелијата, кој во превод значи добра вест, има 4 евангелија. Библиските книги од Новиот Завет, напишани од учениците на Исус Христос или од нивните ученици, кои го ширеле христијанството во тоа време, тоа се Марко и докторот Лука. Во Евангелијата содржат раскази за животот, учењето на Исус Христос, неговото раѓање, неговиот живот и дејство, неговата смрт на крстот, се разбира, и неговото триумфално воскресение во кого и е нашата надеж. Евангелието всушност представува објава која се однесува на Исус Христос и на неговата улога како спасител на човечкиот род. Во поширока смисла на зборот се подразбира целиот Нов Завет, кој има 27 книги. Како време на составување на Евангелијата се посочува втората половина од првиот век, се разбира по Христос. Тие се напишани од учениците или апостолите Матеј, Марко, Лука и Јован, познати како евангелисти. Се надополнуваат заедно и го раскажуваат или го распостелуваат, се разбира, животот на Господ Исус Христос. Освен 4 канонични евангелија, постојат околу 50 апокривни евангелија, кои не се вклучени во црквениот канон. Во 9 век евангелијата биле преведени од грчки, се разбира, на старословенски јазик. Првото евангелие според Матеј, тој лично со свој очи и уши гледал и слушал за она што го пишувал. Може ли некој да биде подобар сведок од оној кој што се сам доживувал? Во неговите спомени останале незаборавните доживувања со Господ, се разбира, Исус Христос, кој ги пренел на хартија. Господ Исус Христос лично го повикал, се разбира, да го следи. Запишано ни е во Матеј 9 глава 9 стих и се вели вака. А заминувајќи оттаму Исус виде еден човек по име Матеј, како седи во цариницата и му рече: врви по мене, и тој стана, тргна по него. Матеј бил цареник, човек кој бил непосакан од неговиот народ. Се мисли дека бил римски предавник, затоа што нели бил цареник и собирал, се разбира, данок. И затоа од неговиот народ бил отфрлен. Потоа, она што треба да знаеме е ова. Матеј по професија бил даночник и откако почнал да го следи Исус, со него поминал многу време, па можел да пишува од искуство. Секој воден и инспиративен, се разбира, од Духот Свети. Евангелието според Матеј е напишано помеѓу 80-та и 85-та година. Некојаш според некои историски податоци ќе видите дека не секогаш годините се точни и прецизни. Некојаш викаш помеѓу 50-та и 60-та, но овде стои дека тие се напишани од 80-та до 85-та година. А местото на пишување веројатно била Палестина. Второто евангелие според Марко, тој со своји информации ги добил од апостолот Петар.
Тоа е воден најкратко и најверодостојно евангелие. Марко многу внимателно ги опишал случките, но и по хронолошки ред. Целта на ова евангелие е да го представи Исус како Божи син. Да го опише или да ги опише неговите дела. Неговата неограничена моќ и неговите, се разбира, чуда. Сместено дека ова евангелие или сметено е дека ова евангелие е напишано околу 65-та година. Почитувани слушатели, како што напоменав, сите овие информации кои што сега ги споделувам со вас, кои сметам дека се многу битни, зборуваме за 4 евангелија кои го опишуваат животот, работата, смртта и воскресението, се разбира, на Христос. Годините кои се пишувани евангелијата, како што кажав, не знам колку и најточно се разбира, прецизни. Но тоа може дополнително, се разбира, да го истражувате. Зборуваме за третото, или ќе зборуваме за третото евангелие поред кое е напишано. Иако напоменав, се смета дека први биле напишани писмата, но во оваа форма, како ние ги имаме, се напишани прво евангелијата, дела апостоли, а потоа доаѓаат и сите посланија. И видовме дека постојат 21 писмо или 21, се разбира, послание. Но кога зборуваме за евангелијата, кое се радосна вест, затоа што во превод значи евангелие, радосна вест, имаме 4, се разбира, евангелија: Матеј, Марко и Лука. Трето евангелие според Лука, на почетокот тој пишувал дека сите информации од оние кои биле сведоци на Исус Христос добро ги испитал и после внимателно ги истражувал и почнал да пишува евангелие. Ова евангелие подоцна му го пратил на некој си честит Теофил. Лука долго време му бил сопатник или ученик на апостолот Павле, бил со него и кога бил одвоен како затвореник во Рим. По професија бил лекар и во онаа време многу учен човек, што се гледа по неговиот начин на изразување. Евангелието според Лука е пишувано исто така помеѓу 80 и 85-та година, рековме, по Христа. Четвртото и последно евангелие е според Јован, кое е напишано во својата длабока старост. Ова го наполнува или ги надополнува поточно трите евангелија: Мате, Марко и Лука, и ги прикажува или го прикажува Исус како Божи помазаник. Пишувано е помеѓу 90-та и 95-та година. Кога зборуваме за сите 4 евангелија, само сакам да напоменам дека трите евангелија се синоптични или исти евангелија, кои го опишуваат раѓањето на Господ Исус Христос. Тоа се Матеј, Марко и Лука. Додека Јован нигде не го опишува раѓањето на Исус Христос. Тој почнува со божеството на Христос. Почнува вака: во почетокот беше Словото и Словото беше во Бог и Бог беше, се разбира, Словото. Можеби не кејки реченицата дека текстовите на евангелието се разликуваат помеѓу себе си. Јас тоа би го споредил со новинарски репортери. Замисли си 4 репортери од различни дневни вестници треба да опишат една иста случка. Дали извештаите ќе бидат потполно исти? Секако нема. Секој новинар ќе напише она што му се чинело најважно, а сите 4 извештаи би представувале една целина. Така и евангелијата означуваат една изворна целина и едно не е одвоено. Почитувани слушатели, ако даде Господ, ќе продолжиме и понатаму, се разбира, со разгледување на Новиот Завет, наредната емисија, емисијата Гласот на вистината. И ќе зборуваме за книгата на апостолите. Всушност, во оригиналниот текст, таа книга се вика Дела
на Светиот Дух. Таму ќе го видиме симнувањето на Светиот Дух врз учениците и делувањето преку учениците на Светиот Дух. Зато дотогаш Господ нека биде со вас, Бог нека ве благослови и се разбира, имајте на убава и прекрасна ноќ. Се слушаме понатаму, наредната емисија со емисијата Гласот на вистината. Пријатна вечер и Господ нека биде во сите денови со вас и со вашите најблиски. И нека ве чува, и нека тој на вистина ве води. Пријатно.